Кога наместо квалитетот и вредноста одлучуваат ситните политики, се губи театарската магија. Затоа театарот не смее да стане затворен круг. Велат членовите на нашиот докажан независен театар Златен елец во домашната порака за празникот на театарската уметност. Тие колективно ја напишаа пораката, откако беа избрани од Македонскиот центар на Интернационалниот театарски институт при УНЕСКО. Магијата се губи кога уметниците и талентите зависат од политиката и таквите специјални контакти. Кога наместо квалитетот и вредноста одлучуваат ситните политики, кога талентирани млади луѓе се принудени да ја напуштат земјата или професијата, затоа што немаат отворена врата низ која да влезат. Но за среќа има многу такви што се борат храбро. Театарот не смее да стане затворен круг и не треба да ги отсекува или крати крилјата на оние кои умеат и сакаат да летаат. Во меѓународната порака, упатена од американскиот актер Вилијам Дефо, што ја прочита актерот од МНТ Ивица Димитриевиќ, трикратно номинираниот актер за Оскар, предупреди на одроденоста меѓу луѓето во ова време на социјални мрежи. Но треба да си слеп за да не забележиш дека човечкиот контакт е во ризик. Истиот да биде заменет со односи со алатки, инструменти и уреди. Додека некои технологии кои можат да ни служат за подобро, го наметнуваат проблемот што не знаеме кој е на другата страна во кругот на комуникацијата, овој проблем е длабок и придонесува во кризата за вистината и реалност. МНТ го чествуваше Светскиот ден на театарот со премиера на кореодрамата Диво месо. Мотивите за стравот, сиромаштијата и моралната ерозија од текстот на Стефановски во кореографија на Александра Кочовска-Начева и Елена Антонова Петровиќ на сцената ги оживеа ученици од Државниот музичко-балетски училишен центар и студенти од катедрата за балетска педагогија на Факултетот за музичка уметност од Скопје и од Танцовата академија на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Режијата е на Борче Начев. Уште еднаш ни се потврди колку всушност денес е актуелен текстот и немавме голема дилема дека треба се одлучиме и тоа да го сработиме. Есенцијалните реплики од драмата ги задржавме и пробавме да ги ставиме во контекст на нашата представа, нашиот концепт. А во театарот комедија се одржа преизведба на текстот на Митко Чешларов, Кој сум јас, во режија на Наташа Поплавска. Фарсичната комедија за лажните идентитети е огледало на стварноста, вели режисерката. Како растете, преживувате многу ситуации и животот едноставно ве води кон тоа да осознаете како луѓето ги именуваат своите маски и колку многу во денешното живење, да кажам, во современото општество е изгубен човековиот идентитет, односно автентичноста, која што пак носи до автоимуни болести. Така велат психолозите. Така што значењето на кој сум јас е многу важно прво да си одговориме самите себе си кои сме ние. Да не се лажеме затоа што токму болестите и несреќата човекова доаѓа од таму. Светскиот ден на театарот е инициран од Меѓународниот театарски институт при УНЕСКО 1962 година. Целта е да се истакне важноста на театарот, неговото влијание врз културата и моќта да ги обедини луѓето.